Сашко и Сомак Петров. Лоу, 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 лоу. Со Сашко и Сомак Петров. Здраво деца, здраво родители, баби, дедовци и сите што во моментов сакаат да попуштат тон, но не знаат каде им е далечинското. Добре дојдовте во новата епизода на Лол со Мак Петров. Емисијата каде што децата не само што си кажуваат се, туку и знаат повеќе од нас за технологијата. Во денешната епизода зборуваме за струја, екрани, таблети, пасворди, YouTube, GTA 6, сайберколи и за уште многу други интересни изуми и уреди. Ке дознаеме кој дома е главен за телевизијата, кој има пасворд што никој не го знае, па ни мама, и кој сонува да стане јутјубер. И ако мислите дека вие ја контролирате технологијата дома, подгответе се да бидете хакирани. Овие деца имаат подобри диагнози за нашите дигитални навики од кој било IT техничар. Седнете удобно и наполнете ги батериите за многу смеење, затоа што време е за уште една незаборавна лол авантура. Одиме со Никола. Што ти е најубаво овде? Што најмногу ти се свиѓа? Камерите. Камерите, тоа ти е интересно. Бидејќи сакам технологија. На вистина? Да. Што сакаш од технологија? Што ти е интересно? Што те... Не знам да од филмови да правам така дигитални монтажи. Така. Ама Да. знаеш вака, гледаш значи филмови со технологија, гледаш така? Да. Кој те е умилен? Тој некој со суперхерои данес? Не, Аватар ми е омилен. Аватар те е умилен? Да. Што збориш? Аватар ти е умилен филм? Да. Зашто се збореше во тоа Аватар? Што беше тоа? Па постоеше планета Пандора и беше до планетата Земја. И сега дојда некои секако војници, не знам што, не знам како, и сака да ги убијат. Кој дома најмногу гледа телевизија? Тата. Па добро, нормално знам тоа. А ти гледаш телевизија? Да, понекогаш во детска, понекогаш во дневна. Што гледаш? Некои глупости таму. Да, бе, што е за тебе глупости гледање? Па поинтересни ми се. Тоа сакаш да ти купат за роден ден? PlayStation 5. 5. Се знае. Тоа и која игрица ќе ја играме? GTA 6. GTA 6. Е како PlayStation 5 на GTA 6? Па бидејќи играта е 2026, а ова е 2020. И ти сите ги знаеш во сите изданија. Сакаш ти коли? Се играш со колички? Сакам Cybertruck да имам. Cybertruck, што е тоа? Не ги знаеш тие метални коли као коцки се малце? И зошто сакаш така? Дека не морам да ставам бензин во нив, сами си не и требаат бензин. Па на што иде? Па тие идат без бензин, дека се само направени. Така се направени како cyber коли, а? Аха. И баш ми интересува. И исто се од метал, направени од сив метал. И кога се од сив метал не му треба бензин, така? И кога ги возиш, многу ти е поубаво и можеш да отвориш прозор кога сакаш. А телефон имаш твој? Имам. Твој телефон? Да. Ама го контролираат по дома? Не ми го знаат пасвордот. Не ти го знаат? Не ми го знаат. Како бе не ти го знаат? Па така не ми го знаат. И што најчесто правиш ти на телефон? А најчесто гледам YouTube Shorts и играм игрици. Игрици. YouTube Shorts се оние што ги викаат глупости? Да, кратки видеа, да. Тие што ги викаат глупости. Као што гледаш? Еве гледам, мојата керка така ја прашам, што гледаш? Еве ги гледам глупости. Па глупостите па најзанимливи според, нели? Да. Па зашто не гледате некоја емисија за животни, нешто да дознаете, нешто за други земји? Види, значи ист тато си. Да, и тој ми вика, гледај животни, нешто емисии. Ја му викам, тато, зашто да гледам тоа кога имам сега игрици? Да бе, па фала Богу, да. Зашто да гледаш тоа кога може игрици да играш, така? А што играш на таблет? Па YouTube многу гледам, Roblox. Многу гледаш? Не толку многу, ама некој же играм Roblox. Аха. А што гледаш на YouTube? Па
јутуберски работи. Што е тоа, не знаме. Не знаеш што е јутубер? Не. Тие што прават видео. И што прави на тоа видео? Па некои играат игри. Као Fortnite или Geometry Dash. Они играат и ти ги гледаш. И јас имам некои игри што тие играат. А знаеш зошто ги имам тие игри? Дека јас кога ќе пораснам ќе бидам јутубер. И ти ќе бидеш јутубер? Што? И исто ќе бидам програмирач на филм и исто ќе бидам артист. Артист, што е тоа? Тоа што ги знаеш тие што цел ден само цртаат на лист. Што црта, таков. Сликар сакаш да бидеш, така? Дома, кој гледа најмногу телевизија? Гледате ли телевизија? Да. Кој? Јас гледам најмногу телевизија. Не учиш, бе? Па учам, ама поише гледам ја. И затоа понекад и татко ми не дека гледа, исто многу гледа татко ми. Обично гледа Дива, најмногу за зимо, најмногу зимо гледа тато и баба гледаат. А мама дали ќе слушне една песна на MTV, тоа е за нејзе телевизија. Готово за нејзе, завршена телевизија, така. А што гледа Дива, што е тоа за зима? Дива има како едни филмови и таму некои Крисмас филмови има и татко ми тие ги сака многу со баба, ама мене никако не ми се свиѓа, таа поише сакам други работи. Така. И се карате кој да пушти, да ја пушти? Да, вести, има една програма во Бум кај што има филмови, јас таа многу ја сакам да ја гледам. Вести во Бум, зашто во исто време се тоа, сега се паѓа и цело време се карама. Караници паѓаат за што? За телевизија? Да? Не баш караници, ама ај ова ќе гледаме деца, ај она ќе гледаме, ај ова, и на крај ништо не гледаме. Зошто? Што мама ќе си рече, а јас ќе пуштам MTV и тоа е тоа. Она главна дека она одлучува MTV ќе гледа. Што збориш? Како, двајца се караат, третиот зима. Како се произведува струја? Преку електромаврово кај нас во гостива Релем. Они се произведува. Да, таму. Да? И тоа оди од таму секој пат оди струјата во хидроелектраната, тоа добиваат струја и од централа Равен. И од таму добиваме струја. За да се смади таа струја има трансформатори. За да се намали, иначе сите апарати ќе ни прегорат. Зошто? Па од јачината од струјата. Многу јако ја прават Да, таму? Што многу волтна. Па зошто ја прават толку многу волтна? Па затоа што таа струја е доволно може јака е, но не можам да ја објаснам. Па чекај, какви централи има сега за произведување струја? Има термоцентрала, таа е на јаглена. Има хидроелектрана, има таа е на вода. Друга централа Равен и таа е на вода. Друго Елем, но тоа добива струја. Да, а чекај, термоцентрала која имаме кај нас? Каде мислиш? Имаме? Имаме. Има термоцентрала. Има. Хидроцентрала и после? Равен. Не, мислам. Централа Равен. Да, знам, него има термоцентрала, хидроцентрала и каква? И Ние немаме во Македонија, ама има во светот нуклеарна централа. да, е таква. Да, бе, нуклеарна. Која е најпознатата нуклеарна централа? Чернобил. Чернобил најпознатата? Да. Таму кај што се случи тоа Нуклеарна катастрофа. катастрофа, тоа тешка катастрофа. Да. Да. А зошто се случи тоа, не? Поради лошата, мислам, поради лошиот дизајн на реакторот. А си бил во некоја електрана да видиш? Да, Во која? во хидроелектрана. Во која? Мислам, во која? Да, во која отиде? Во која? Во Врутак отидов и таму има и хидроелектрана. Така, баш интересно. И што ти беше најинтересно, да? Имаше една машина што правеше 1000 обртаи, мислам, во еден час, правеше 90.000. Еден за друг во колона без број, секој по патот свој носи храна фина за да има во зима. Мравки. Шарен празник, како него велат, нема секој ден, тоа мора да е Роден ден.
Интересно е. Нова година? Може и Нова година, а може и да е Великден. Да. Така. А ова, снесено, варено, шарено, од срце подарено? Поклон? Ама поклон не е снесен. Јајце. Еве го ова, вика, предам без предиво, мустак имам, не сум дедо, многу сакам млеко, како се викам, знае секој. Млекарница. Не бе, братче. Што? Ајде уште еднаш. Предам без предиво. Знаеш што е да преде некој? Што? Волна бе, волната од овцата како е така и треба да се направи како конец. Да се вика предење. А некој кога преди прави... Знам што е. Што е? Крава. Не бе. Предам без предиво, мустак имам. Крава мустак има? Дедо. Не бе, вика дедо не сум, многу сакам млеко. Како се викам, знае секој. Бебе. Абе и бебето сака млеко. Ајде близко си, уште малку. Предам без предиво, мустак имам, не сум дедо, многу сакам млеко, како се викам, знае секој. Па не знам, И викам мјау мјау. Мачка. Па мачка, бе. И ете, денес се уверивме дека децата се далеко пред нас. Во брзината, во кликовите, во YouTube каналите, па дури и во пасвордите што никој не ги знае. Додека ние уште се чудиме зошто нема сигнал, тие си знаат се, од сајберколи до тоа која централа произведува струја. Научивме дека не е важно каква е играта, важно е на кој уред ја играш. И дека телевизорот дома не е само уред, туку арена за семејна расправа. Разговаравме за таблетите, YouTube, Shorts, за GTA 6 и дознавме што значи да сакаш Cybertruck и дека секој втор мал јунак денес сака да биде ютубер, програмирач или дигитален артист. И затоа, до следната епизода, не заборавајте, наполнете ги батериите, проверете дали ви е добар Wi-Fi сигналот и останете насмејани. Со Сашко и со Мак Петров. Со Сашко и со Мак Петров.